12 граѓански здруженија од вчера се обединети во намерата Кочани повторно да биде најчистиот град во државата, а иницијативата доаѓа откако благодарение на граѓанските активисти. Градот го реши проблемот со аерозагадувањето. Го губи Кочани тој епитет што го имаше пред деценија две за најчист град во Македонија. За жал го губиме тој епитет. Централното градско подрачје ни е пристојно, меѓутоа периферните делови доста лоши слики најдуваме и во околу сметот, и граѓаните со нивниот однос дефинитивно се најголеми кривци во тој дел. Имаме проблем со отпадните води, нели? Тоа е исто голем и горчлив проблем, посебно за земјоделската почва. Имаме доста работа на таа тема и мислам дека ќе се одработи. Првата задача на активистите ќе биде насочена кон спречување изградба на браната Градче. Градбата на хидроцентралата која уништува дел од природата и ја загрозува нашата брана која е и туристичка атракција и е акумулација која ги наводнува површините наоколу, и тоа е за почеток ќе биде првата иницијатива и на таа иницијатива која ќе биде поддржана од десетини здруженија. Меѓу 12 веќе обединети здруженија и Здруженијето на телесни инвалиди и мобилност, чии членови имаат дополнителни големи проблеми при движењето низ градот. Представуваме една поширока целна група која што на некој начин и најзасегната со овие негативни ситуации, кои што е загадување на воздух, на вода, на почва, бидејќи нивната здравствена ситуација дополнително ги тенгира овие проблеми и го нарушува уште и така кревкото здравје. Крајната цел на новата асоциација е обединување и концентрирање на идеи и активности за поефикасно решавање на проблемите во средината на живење. Освен потенцираните, во план се многу други активности од сите сфери, а организаторите убедени се дека ефектите ќе се видат многу брегу.